Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. Вакцинирањето некогаш спас за човештвото. Спас или закана денес за човештвото. Најраните документирани примери на вакцината се од Индија и Кина во 17-тиот век, каде што вакцинацијата се вршела на луѓе заразени со големи сипаници. Во Република Македонија се спроведува редовна вакцинација против повеќе инфективни заболувања уште од самото раѓање. Вакцинацијата е обезбедена со законска подлога и е задолжителна за секое новородено дете на територијата на државата. Веднаш по раѓање, сите новороденчиња во рок од 24 часа примаат вакцина против туберкулоза и вакцина против жолтица, тоест хепатит Б. Ревакцина против жолтица има во вториот и шестиот месец. Со полни 2 месеци се започнува со вакцинација против хемофилус инфлуенце тип Б, која што за прв пат кај нас се воведена од 1 септември 2009 година, која се дава со полни 2 месеци во третиот и петиот месец. На 3 месеци се дава вакцина против дифтерија, тетанус, пертусис или магарешка кашлица и детска парализа. И овие вакцини се повторуваат на секои 45 дена. На една година продолжува вакцинацијата против мали сипаници, заошки и рубеола. На година и половина се прима ревакцина против дифтерија, тетанус, магарешка кашлица, детска парализа и вакцина против хемофилус инфлуенца тип Б. На 4 години децата се ревакцинираат против дифтерија, тетанус и магарешка кашлица. На 7 се ревакцинираат од дифтерија, тетанус и се вакцинираат против туберкулоза. Се дава и вакцина против морбили, рубеола и паротит. А во 8 оделение се дава ревакцинација против туберкулоза, дифтерија и тетанус. На 18 годишна возраст се врши последното ревакцинирање против тетанус. Појавата на клиничка симптоматологија која е поврзана и настанала по вакцинацијата кај дотогаш здрави деца е главен индикатор за можен поствакцинален синдром. Во поглед на времето на појавата на поствакциналната болест се споменува период кој може да варира од неколку минути до неколку седмици после изведената вакцинација. Значајно е да се нагласи дека пред детето да се вакцинира, задолжителни се поригорозни лекарски проверки на здравствената состојба на организмот во целост, крвна слика, присуство на бактерии и слично, со што би се проверила спремноста на организмот да се справи со вбризганиот вирус од конкретна вакцина. Кај некои деца може да се јави само акутен ПВС, кај некои акутниот да преиде во хроничен, но може да се појават и директно хронични симптоми недолго после вакцинирањето, иако непосредниот период од неколку дена по вакцинирањето поминал сосема мирно и без реакција. Во рамките на Европската Унија, Исланд и Норвешка, 15 земји немаат задолжителна вакцинација, а останатите 14 имаат барем по една задолжителна вакцинација вклучена во нивната програма. Вакцинација против полио е задолжителна за деца и возрастни во 12 земји, дифтерија и тетанус вакцинација во 11 земји и хепатитис Б вакцината во 10 земји. Многу отворени прашања, многу неодговорени, многу полемики, многу размислувања, точни или неточни информации. Токму на оваа тема зборуваме вечер во емисијата со моите гости кои ќе ви ги најавам веднаш. Доктора Аспазија Софијанова, Ненад Мицковски и Весна Симонова. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер. Повелете. Ненад како вистински джентлмен еве меѓу дамите, повелете. Добро вечер Весна и за вас. Повелете. Една тема за која мислам дека може би една емисија од Тунел ќе биде малку да ја посветиме, токму на вакцинирањето, посебно во денешно време кога сме преплавени со информации, ги имаме многу кои се точни, кои се неточни и со какви информации практично и располагаме. Аспазија Софијанова, докторке позната веќе и по гостувањата во нашата емисија, но и со она што вие го правите. Господинот Ненад Мицковски е човек кој далеко е од медицината, многу интересирала токму оваа тема и проблематика, впрочем како и многу родители кои сакаат да бидат упатени во она што им се случува кога децата се во прашање, посебно вакцините. И овде со нас река Весна Симонова, која е фармацевт по вокација, но имате и стручни области кои ги изучувавте, на кои имате и се разбира потоа високи достигнувања по прашање на дознавањето околу нуспојавите кога медицината и лековите се во прашање. Мислам дека сосема соодветно, како реков за старт, да отвориме оваа тема и проблематика, па може потоа ќе правиме и еден циклус. Зошто вакцинирањето? Да или не, ако може така да започнеме? Значи, јас како педијатар и како член на Педиатриското здружение на Република Македонија и воопшто на европското и светското, бидејќи ние сепак
како педиатри ги следиме одредени правила и прописи и протоколи кои што се диктираат од страна на луѓето кои се занимаваат со лекување, превенција и здравјето на детето. Морам да кажам дека практично веќе подолг временски период постои така наречен календар за вакцинирање за одредена група на болести, кои во минатото се сметале дека представувале закана за човештвото, особено за децата. И уште во најраниот период правеле голема штета на организмот на идниот човек. Токму и на тој начин се создадени овие вакцини и веќе во светот морам да кажам дека по овој календар за вакцинирање успешно голем процент од оние болести кои што, како што реков, беа закана за човештвото, веќе се ерадицирани и во 2002 година нашата држава практично стана една од носителите на ерадицирање на полиомиелитот или болест која што практично не само што го носеше животот од една страна, од друга страна и предизвикуваше траен инвалидитет или да не кажам огромна закана за човечкиот живот. Не само околу оваа област, околу оваа болест, туку и околу останатите за кои ги имаме по календар и по одреден временски период по кој што истите се даваат на идните дечиња, односно во неонаталниот или доеначкиот период, и се смета дека токму тој период е најадекватен за создавање на еден така наречен траен имунитет со кој практично го штитиме идното дете и го пуштаме слободно, нели, да може да во животната средина живее, да едноставно не се плашиме дека постои некаква си реална закана токму од ова од кое што и ние го заштитуваме. Тоа практично представува на еден начин вакцинирањето. Весна, вие имате малку поинаков став кога вакцините се во прашање и вашите деца се практично невакцинирани, колку што имам информацијата. Имате две. Да, имам две дечиња, две ќерки од 6 и од 1 година. Значи, не се тотално невакцинирани, ги имаат примерно ние први вакцини што се одма после раѓање, бидејќи, да кажем, не сум можела да се изборам со здравствениот систем да ги спречам да го направат тоа вакцинирање, на прво вакцинирање на БСЖ и хепатит Б. Значи, тоа го имаат, али ништо понатаму. Зошто таков избор направивте? Вие пак сте велам дел од човекот кој разбира медицината. Да, јас го делам мислењето на еден поранешен директор на Американскиот институт за здравје, кој што во 2003 година има кажано дека единствена безбедна вакцина е онаа вакцина што никогаш нема да се употреби. Значи, тоа не е случајно така кажано. Тоа направи еден голем бум, една голема реакција во светот, неговата изјава. И покрена, да кажам, ете така некои контраверзни размислувања околу вакцините. Конкретно моето размислување, значи јас сум специјалист по фармакоинформатика и имам специјализирано на темата фармаковиджиланс. Тоа во превод значи будност во фармацијата, односно будност при користењето на лековите. Вакцините се едни од, да кажем, лековите или кои што имаат доста несакани дејства, и сериозни и несериозни. Но за жал не постојат долгорочни студии кои што можат да ја потврдат безбедноста на вакцините во долг период, зашто знаеме дека вакцината ние ја даваме да предизвика најчесто траен имунитет. Значи, вакцината трајно менува нешто во нашиот организам. Ако е тоа трајна промена, би требало да се следат, значи, сите промени кај тој организам трајно, ако да не кажам доживотно. Тоа не се прави, значи такви студии не постојат и заради тоа се појавуваат некои студии кои што ги сметаат за контраверзни, затоа што наоѓаат врска помеѓу вакцината и некои болести кои што можат и после 20 години да се појават. Да, како дијабетот, како, не знам, синдром на хроничен замор, како кронова болест, улцеративен колит и многу автоимуни болести кои што се во пораст. Да кажеме, Американскиот институт за здравје има дадено податок дека 24% од американците се болни од некоја автоимуна болест. Тоа е огромен процент. Од тоа 7% се деца. Значи, јас тука би се прашала кој си игра со нашиот имунитет. Значи, самиот принцип на вакцинирање, ќе се сложам со докторката дека во минатото помогнало. Се верува дека помогнало, иако постојат многу статистички податоци кои што кажуваат дека вакцините се воведени скоро при крај кога веќе таа болест била искоренета. Значи, например, туберкулоза во Канада. 1880 на 100.000 жители 200 умирале од туберкулоза.
1906 на 100.000 жители умирале 10 од туберкулоза. Тогаш е воведена вакцината. Значи, самата туберкулоза по природен пат, со подигање на хигиенските услови, со нови лекови откривање, со откривањето на антибиотиците, значи успеано да се сузбие. Не до крај, али многу голем процент. После тоа, значи кога е веќе дојдено до некој низок процент на морталитет од туберкулоза, тогаш е воведена вакцината. И сега тука веќе исто е контраверзно дали вакцината го ерадицирала таа болест или едноставно повисокиот стандард, подобрите хигиенски навики, антибиотиците и другите лекови кои што се понатамо откриени. И самиот принцип на вакцинирање не е природен. Значи, нашиот организам има имун систем кој што е создаден до неколку реда на одбрана. Војска која што има прв ред на одбрана, втор, трет. Ние со вакцината го заобиколуваме првата одбранбена линија. И со тоа го збунуваме имуниот систем. Значи, имуноглобулинот А, кој што е задолжен во мукозата и во дишните патишта, значи секаде каде што можеме ние кој ќе вдишеме или да примиме преку уста некаков причинител, вирус или бактерија, значи тие се активираат и покренуваат цел ланец на имуна реакција. Кога ние ќе прескокнеме првата одбрана, преку инекција, аплицирајќи директно во крвта или во ткивото агенс, правиме рушење на нашиот имун систем. Значи, правиме нешто без ред. А имунологијата е една релативно млада наука и молекуларните тајни на нашиот имун систем се уште не го знае медицината. Не го знае во целост. И поради тоа, јас би рекла дека сум против вакцините. Вие сте делумно исто ненад против. Иако, како што најавив, немате допирна точка со медицината, вие од кој порив тргнавте да се интересирате конкретно пак и за вакцините и така да поработите, што се вели, малку подетално и да се запознаете со информации кои се однесуваат на вакцините? Во оној момент кога со сопругата решивме да станеме родители, јас решив малку подлабоко да го испитам и овој дел со вакцините, затоа што ако тоа се нашите најдраги и најдрагоцени нешта, треба да се погрижиме на време да видиме што е тоа што нив ќе им го дадеме за да поминат еден убав и здрав живот. Да, точно е, не сум стручен во таа област, меѓутоа поминав години, да речем, на доста читање и не само читање, што би се рекло, само од интернет, читање на студии, размена мислења со доктори и слично, со кое што дојдов до тој заклучок кој што сега го имам. Моите деца се делумно вакцинирани, доколку денеска би одлучувале заедно со супругата, можеби воопшто. Тоа делумно што значи? Оние првите кои ги примаат при Тоа значи дека е направен еден модифициран распоред и ќе ви кажам како е дојдено до тоа за да биде појасно. Значи, она што мене ме збунуваше е тоа што ако некогаш се примале 2-3 вакцини во текот на животот, денес, ако ги набројам, можам да ги набројам, не е проблем, ќе примите отприлика 15 вакцини во рокот една година. Со тоа го стимулираат имунолошкиот систем на младото дете. Сигурно и докторката ќе потврди дека во тој период од животот и се уште не е доразвиен. И се прашувам каде е границата. Дали ако за сите можни болести кои постојат се најде некоја вакцина, ќе ги ставиме сите на агенда и сите тие ќе ги примат дечињата. На тој начин, истражувајќи како се развива имунолошкиот систем, до која возраст, што може да направиме, решивме да го скратиме малку тој, да речем, распоред кој што е официјален. Не баш на своја рака, значи тоа е после доста читање и на крај на криштата некој логичен заклучок, сме имале и ние сме растели, ние сме примале некои вакцини, сме дошли до некој таков заклучок. Ќе повторам, ако јас лично денес би одлучувал, до 2 години не би дал никаква вакцина, после 2 години можеби само некој, а можеби не. Софијанова, што велите на ова? Апсолутно неоправдан од медицински аспект. Значи, тоа не е мој прв став. Јас би кажала дека тоа е став пред се на медицината и на науката, а истата е диригирана, знаеме, од центрите кои што може да си дозволат скапи испитувања на оваа тема. Јас баш и го носам најновиот календар од американците, бидејќи веќе знаете и имаме веќе прв гостин од Америка, педијатар кој ни е веќе недела дена на нашата клиника и со кој разговараме, вклучувајќи оваа тема имунизација. Тој ми го даде најновиот календар кој што е
баш прифатен од Американската академија на педијатри, која што во 2013 дополнително вклучува уште одредена група на вакцини, посебно оние кои што го вклучуваат респираторниот систем, кој знаеме дека е доста вулнерабилен, особено во првите 2-3 години, и тогаш најчесто дечињата страдаат и од алергија од се, че сепак го штити имунолошкиот, односно го поттикнува и го штити на тој начин респираторниот систем. Тоа се оние посебни вакцини кои американците ги додаваат на нормалниот календар за вакцинирање и имунизирање. Она што го знам од NIH или Националниот институт за здравје, дека се прават студии, се размислува и околу нормално евентуалниот токсичен ефект и затоа се прават пречистени дози на вакцини кои се даваат, со кои се вади оној негативен или токсичен ефект кој што знаеме дека кај дечињата ние го гледаме секојдневно во секојдневната пракса наша, дека знаат да направат негативни реакции кај не кај сите деца, туку кај одредена група на дечиња, и затоа се прават тие така наречени пречистени вакцини, и со тие пречистени вакцини, особено до 6-тиот месец, бидејќи нивниот календар вели дека колку порано се дадат истите, толку подобро го стимулираат имуниот систем на идниот, да речам, граѓанин, кој што не би требало да се плаши фамилијата понатаму за евентуално да ги однесат во градинка или едно евентуално из она секојдневие кое е променето во однос на она што претходно сме живееле, како што знаеме порано, и календарот бил многу помал, се согласувам со ставот на моите драги гости вечерва, меѓутоа, она ако се проширува, тогаш сигурно дека не е измислено од нас, туку од луѓе кои што се бават со оваа проблематика и кои што сметаат дека сепак колку подобро и порано би се вакцинирал организмот од пречистените и со пречистените вакцини, би се заштитил и од негативни ефекти и од евентуално кумулативен ефект кој што би можел во иднина да направи и нешто негативно на самиот организам. Значи, има точно докази за тоа. И сметам дека здруженијата на лекари кои што се баваат со оваа проблематика се најкомпетентни за коментар, за дискусија дали треба или не треба, бидејќи тие се оние кои што во праксата го гледаат проблемот како таков. Почитувам, секој индивидуално има право да си одлучи и тука не е околу тоа не навлегува многу, меѓутоа она што можам да ви кажам е дека секој конгрес, секој семинар наш вклучува обавезна тема за имунизација. Ние имаме на клиниката оддел за имунологија, кој што се бави со оваа проблематика. И сигурно да дека доколку има негативен ефект за децата, први би биле ние кои што ќе го прокламираме тоа. И ќе кажеме дека треба да не се вакцинираат децата или дека тоа е негативно или штетно. Најмалку би сакале ние како педијатри, како лекари, да направиме нешто или да се бавиме или да даваме нешто што е штетно за децата. Се разбира дека студиите се оние кои што се најрелевантни, колегите во другите земји кои се бават со ова, но ни една земја во Европа не го кина календарот за вакцинирање. Јас ви велам дури Америка и го додаде јас и во разговор со мојот колега педијатар, апропо на децата кои се критични и ризични, тој смета дека колку порано би се дале одредена група на вакцини кои го заштитуваат, како што напоменав, респираторниот систем, толку помалку ќе се соочиме со последици од евентуално вирус или бактерија од која што практично го штитиме организмот. И јас можам да ви тврдам дека особено овој период кога зимата практично не ја осетивме. Имавме голема група на доенчиња кои пострада од респираторен синцитијален вирус кој е сега тренд во светот и кој се дава одма после раѓање исто така и го штити горно-респираторниот систем. Значи има зашто сепак медицината и лекарите се уште се држат до тој календар за вакцинирање, односно имунизирање. Но има и... Да. Само малку би сакал да почнем за обичната јавност малку да ги демистифицираме некои работи. Да, точно е, американските експерти се веројатно врвни, меѓутоа треба да знаете дека и најнабиен можеби има распоред за имунизација, а и најголемо зголемување на бројот на автоимуни заболувања, аутизам и слично. Можам и да дам бројки, не би сакал да замарам сега. Втората работа, студии ги споменуваме. Апсолутно, јас сум голем поборник на тоа да се биде докажано. Јас ќе замолам, ако најдете една студија, само една, која што потврдува дека нема никаков проблем од кумулативното дејство на сите вакцини една по друга кои што се даваат, а денес ќе добиете 3 боцкања на првиот ден, витамин К, хепатитис Б и БСЖ. Потоа ќе добиете ХИБ на 2 месеца, потоа на 3-4-5 месеца дитепер, полио, ХИП и така натаму. Не постои ниту една студија која што го испитала кумулативниот ефект од тие вакцини, а има теории, не можам да тврдам дека се точни, пак викам теории, дека на тој начин го престимулираме имунолошкиот систем на младиот организам, кој што не е доволно развиен. Сите знаат дека тој се развива во еден извесен период и поради тоа се случуваат понатаму многу поинакви работи. Да, дајте ми да видам една таква студија која што потврдува дека ова постои. Јас сум ја барал со години, не сум ја нашол. Единствено што постои е анкетирање на одреден број на
луѓе, но не студија како што треба да биде, кој што вика овие биле вакцинирани, овие не вакцинирани. Ми недостасува тоа и поради тоа сум за тој модифициран малку распоред, па дури и воопшто да го нема. Мислам лично дека студии постојат и дека истите се од страна на лекарите, кои што пак ќе кажам за жал ги нема меѓу нас, бидејќи тоа бара навистина напор, поголема популација која што би се вклучила за да се потврди, односно да се исклучи вакцинирањето како такво. Кумулативниот ефект повеќе го гледаме кај лековите отколку кај вакцините, но затоа па пресметувајќи дека може кумулативниот ефект да има негативни последици, што и ги гледаме веднаш после одредена група на вакцини кои што се даваат по стариот календар, односно што се уште непречистени и кои предизвикуваат веднаш реакција кај детето. И ние ги гледаме тие реакции. Јас сум прва која што се бори за да ги снема реакциите кај целата наша детска популација, да се даваат пречистени вакцини, каде што токсичниот ефект на самото вакцинирање, што го кажувате вие, кумулативен и токсичен во исто време ефект, би се комплетно, да речам, исчезнал. И тоа веќе во одреден период, колку што трае 3-4 години, како кај одредена популација ги даваме овие пречистени вакцини, не сме виделе никаков токсичен ефект. Сигурно дека студиите на луѓето кои што се бават токму со оваа проблематика се правени. Јас имав престој во Австралија и таму се полемизираше исто така за ова, значи сигурно дека не сме држава која ќе остане исклучена од полемиките, контраверзите, размислувањата на оваа тема. Јас сум пак ќе речам прва која сум поборник за тоа да се, ако нешто види дека е штетно за детето, да го исклучиме. И сега сум веројатно во позиција да можам да делувам на тоа. Весна, вие работевте на истражување, токму конкретно и на тема нуспојави, нели, по вакцинирањата и слично, и најдувавте на разноразни, се соочувавте податоци, информации и слично. Од друга страна имаме родители кои ќе речат: јас сум сигурен, се едно дека моето дете доживеа одреден проблем по вакцинирањето. Дел од нив за жал сакаат, но и не сакаат јавно да зборуваат, но еве вака во дописи и во информации кои не ги спраќаат, велат дека токму поврзуваат аутизам, поврзуваат разноразни, пак ќе речам, нуспојави кои им се реакција кај нивните деца, токму сметајќи дека вакцината е причина. Вие дојдовте до некакви истражувања на тие? Значи вака, дури на страната на Светската здравствена организација да отворите, кај вакцините и несаканите дејства на вакцините, ќе видите дека и самата Светска здравствена организација ги наведува и тие поблаги, да кажам, не толку опасни несакани реакции, но исто така го наведува и диабетот, го наведува дури дека постојат веќе некои студии кои што поврзуваат ММР вакцината со аутизам. Исто така постојат сомневања и дека таа жива која што се додава како конзерванс во вакцините, а која што е 1000 пати потоксична од оловото и со својата токсичност стои некаде блиску до ураниумот, значи ја вбризгуваме во нашите тела, да не кажам во тие чисти мали детски организми. Значи, не се знаат долгорочните ефекти на живата, освен тоа дека предизвикува рак, да кажеме. Тоа е едно од тие. Исто така во живите, во вакцините како адјуванси се додаваат и алуминиум хидроксид и алуминиум фосфат. Алуминиумот значи е познат по тоа дека е тригер за создавање на имуноглобулин Е, кој што е пак заслужен за анафилактичките и алергиските реакции во организмот. Исто така, алуминиумот се смета за еден од причинителите и на Алцхајмеровата болест, затоа што се таложи во мозочните клетки. Исто така, во вакцините може да се сретне и формалдехид, формалин, тоа се се супстанции, да кажеме, кои што се користат за зачувување на лешеви. Исто така, дел од вакцините се произведуваат во бубрези на мајмуни, во бубрези на кучиња, а исто така полиото и ММР вакцината знае во абортирани човечки фетуси да се одгледуваат, што не сведува на канибализам кога ќе се земе во обзир, значи таа вакцина кога ќе се прими, која што е одгледана во човечки фетус абортиран. Исто така имаше скоро едно, да кажам, се појави како проблем, затоа што во некои невролошки тумори, значи тумори кои што се јавуваат по нервите или мозочни, е пронајден еден вирус кој што се откри дека е уствари вирус присутен во резус мајмуните. Тој значи тие мајмуни биле природно заразени со тој вирус.
во нивните бубрези се одгледувала вакцината и тој вирус некако се нашол и во вакцините. Значи тој вирус кој што си го имал мајмунот. Тој вирус понатаму е најден во ткивото на тие невролошки тумори. Сметам дека дел од праксата е неизбежно нешто за да може човек да биде компетентен да даде изјава. Значи тие се сепак мали количини. Далеко од тоа да се големи количини кои би се давале хронични, кои би се давале нон-стоп, па би предизвикале токсичен ефект од кумулативното нивно дејство. Значи сепак се тоа мали количини кои ги држат вакцините во активна состојба, идејата е да се создаде имунитет. Значи не идејата да се внесе алуминиум или нешто друго, или некој инфективен вирус. И тоа сигурно дека се прават такви скапи студии за да се уопште дојде до ова, да имате прва, втора, трета, четврта фаза и во која што фаза се испитуваат на многу нивоа и на глувци, и на стаорци, и на мајмуни, така да сигурно дека тоа и кога ќе се види низ извесен период дека прави проблем, како што сега гледаме дека овие непречистени до некаде знаат да направат одреден таков несакан ефект, веднаш се создадени овие прочистени кои не ги содржат овие токсични елементи со кои кај детето сепак ќе нема да го предизвикаме ова кое со право го кажуваме дека знае да предизвика таков токсичен ефект. Но сите тие, да речеме, аутоимуни заболувања, не сум компетентна бидејќи сум педијатар, но кај децата зголемување на автоимуните болести немаме. Тоа го гледам секој ден бидејќи работам на клиника и за тоа можам да се кажам дека сум компетентна или би го алармирале доколку имаме. Имаме одредена иста група на дечиња кои за жал заболуваат од рак и кои што исто така би можеле да се стават во категорија за евентуална провокација преку давање на вакцините, меѓутоа и тоа е на она ниво кое било пред 20-тина, 30-тина години, бидејќи баш го коментиравме со моите колеги од онколошкиот оддел дали има зголемена, односно нема зголемена бројка на деца. Во однос на возрастните останувам резервирана и сметам дека сепак да не заборавиме зашто јас зборувам и од пракса. Значи, јас ги имам своите деца вакцинирано и апсолутно до сега не пројавиле никаков негативен ефект од тоа, а гледам па во секојдневие дека имам и дечиња кои пројавуваат. Пак ќе кажам од непречистените вакцини. Значи, сепак не е тоа таква количина која би предизвикала, би можда да предизвика одредена реакција, ако имате вие одредена конституционалност за тоа или предиспозиција, да не ги забораваме и тие фактори. Го врзуваат со аутизмот обично, посебно во последно време, и веруваат дека постои некоја тесна врска. Од каде, не знам. Се зголеми бројот на деца кои што се со таков проблем. Еве, ние дури планираме цел оддел да направиме со пречки во развој, односно со аутистични синдроми кои што, односно симптоми кои што се повеќе, тоа можам исто да го потврдам. За да точно кажеме дека тоа е баш од тоа, треба поголема студија и треба од повеќе центри истата да произлезе, значи не само ние како такви, туку да тоа биде и американска студија, и белгиска студија, значи од центри низ Европа, од центри низ Америка, Австралија, од целиот свет, па тогаш да дадеме конечен заклучок околу тоа. А да не заборавиме дека вакцината ММР, односно морбили, знаеме малите сипаници, односно заушките, колку може да биде штетна доколку истата се појави кај едно дете. Тогаш веќе не би коментирале, бидејќи кај машкото дете знаеме дека може да направи траен стерилитет, за кој апсолутно не би била среќна, ниту па би била среќна рубеолата да ја помине девојчица која што утре ќе биде идна мајка и во текот на бременоста ја има, онда која цена плаќаме ние. Со тоа што нема да го вакцинираме детето, а во иднина можеме да предизвикаме фактор на ризик. Јас сум била сведок на мајка со рубеола која поминува во текот на бременоста, какво детенце се раѓа после тоа, не би го коментирала. Значи, кога не ги знаеме работите, можеме да даваме одредени размислувања. Секоја чест на науката, јас сум човек што се бави исто со наука, посебно со мозок, и мислам дека во тој дел имам сепак проучувано дали, зошто и како. И затоа, во тој контекст сметам дека треба да бидеме опрезни кога одиме само со еден негативен ефект околу тоа, дека не треба по секоја цена. А да не зборуваме за останатите или хепатит Б. Онда кои лекови би се далеко пациентот, односно детето се разболи од таа опасна болест. Тие лекови нема да бидат штетни за организмот, многу повеќе отколку вакцината. И околу тоа апсолутно не би коментирала. Може би да бидеме сигурни кога сме вакцинирани дека нема да се здобиеме со болеста која? Генерално во однос да речеме за полиомиелитот. До сега немаме видено случај. Веќе ви реков од 2002 година Албанија како последна земја која што имаше полиомиелит кажан, односно регистриран, веќе и во таа држава со вакцинирањето е истиот ерадициран. Бидејќи доволно е некогаш еден случај да се јави и не знаете фактор на ризикот тие што не се вакцинирани, колку може тоа веднаш да се расшири и да стане опасно.
Меѓутоа лично сметам дека како и да е ќе се намали евентуално на вистина негативниот ефект од целосно и комплетно поминување низ целиот процес на болеста. Да гледам се од трпите во себе да кажам. Цупкаме. Имаше неколку работи, јас би се обидел, пак ќе речам малку можеби полаички, меѓутоа не без некоја основа да ги прокоментирам. Јас сум по вокација инженер и затоа бројки така добро ми идат. Имаше изјава дека сите тие бројки се во рамките и во границите на дозволеното. За жал не е точно тоа. Имам точни пресметки, можеме и сега да ги дискутирам, мислам дека ќе ве заморам, али немам проблем да ги споделам со било кого. Конкретно за концентрација на жива или на алуминиум во вакцините кои што ги имам. Значи, тие некои на кои што ние се надеваме дека толку добро не штитат, веќе внатре имале нешто што не е добро и е над границите на дозволеното. Дополнително, самото отстранување на тимеросалот, тоа е оној елемент кој содржи живата, 2005-2006 е потврда дека тој бил штетен. Значи, низ тие системи веќе нешто се провлекло, кој откако јавноста се побунила поприлично сериозно, се решило да се повлече. Втората работа, вие имате една многу, како да кажам, честа дилема која што јас имав. Покрај сите овие збунувачки информации, како јас да бидам сигурен кој е вистинскиот избор? Така јас тргнав на овој пат кој што ме донесе некакви доводи на оваа маса денес и седнав и решив не на база на мислења, не на база на коментари, не на база на приказни, него на база на голи факти и аргументи да дојдам до некои заклучоци и поминав поприлично многу работи, некои ги носам и со себе и можам да ви објаснам како. Ќе повторам, да, имало случаи каде што имало мешање на туѓи вируси во таа вакцина што не смеело да го има. Да речеме, има ситуации кај што и во последните години, да речеме Бакстер 2009, еден од реномираните производители, имаше вакцина на свински грип во кој што имаше птичи грип, вас после ги повлекува. Значи, икс такви случаи каде што се наоѓале работи кои што не треба да бидат во таа вакцина. Докторката спомна прочистени вакцини. Ај малку да го спуштам јас на пообично ниво, да речеме за обичните родители да го сватат. Што значи прочистени вакцини? Секоја вакцина има во себе базично 3 елементи. Едниот е оној вирус кој што треба да ја предизвика таа имуна реакција и да речеме да даде понатаму заштита организмот поради тоа. Второто е аџуванси, ги спомнавме, тоа се елементи кои што треба да ја стимулираат имунолошката реакција за да биде доволно силна или со по докторски зборови да има доволен титер на антитела. И третите се презервативи, значи работи кои што треба послужат да не ни се расипе вакцината, пак да бидам поедноставен. Овие пречистени вакцини за кои докторката ги спомнува, само ги прават, повеќето од нив, ацелуларни основните елементи, значи тие вирусите, за да имаме по-мала реакција моментална. И тоа е точно. Кај Дитепер сега има Дитап се вика, тоа е ацелуларна вакцина. Сите други работи остануваат во вакцината. Можеби нема алуминиум, има некои други работи, можеби нема жива, има нешто друго. Сите други работи остануваат. Не постои идеално чиста вакцина. И конечно, околу рубеолата и ММР-от, не можам да не го спомнам тоа, некогаш заушки беше некоја нормална болест која што во детството е убаво да се прележи. Јас лично ја имам, например, прележана. Рубеола ја спомнате. Да, знам дека може да има сериозни последици, но знам и човек кој што бил вакциниран од рубеола и повторно во трудноće, имал во бременост, имал случај. Што ја покренува, го покренува и другото прашање, па колку се ефикасни и долгорочно заштитуваат вакцините. Да не навлегувам подлабоко, не случајно треба ревакцинација, бустер, ревакцинација. После одреден период паѓа, да речеме, способноста на организмот да се заштити, за разлика од природниот имунитет, кој што кога еднаш ќе го добиете, трае. Јас би сакала тука исто да се надоврзам на новите вакцини. Значи, овие вакцини кои што се појавија последниве години и кои што се апсолутно нетестирани, значи не постојат ниту клинички студии. Еве конкретно ќе ви кажам за вакцината за свинскиот грип. Значи, тоа беше сега многу актуелно. Лондон Таймс напиша, значи што е за мене како стручно лице нешто што е без преседан, значи дека вакцината се пушта во промет во исто време кога почнува клиничкото испитување. Значи, вие пуштате во промет, значи, не само што пуштате во промет, него во некои држави задолжително беше да се вакцинирате против свински грип со вакцина чиј што безбедносен профил воопшто не го познавате. Значи, во истиот момент кога почнуваат клиничките испитувања за да се види ефикасноста и безбедноста на таа вакцина, во исто време се пушта и таа вакцина во промет. Што е тоа? За мене е тоа експеримент во живо. Значи, сега на нас се врши тој експеримент. Следна таква вакцина е вакцината за ХПВ, за која што исто така имаше големи
контраверзи. Значи, таа вакцина се препорачува да ја примаат девојчиња од 9 до 13 години. Не постои ниедна клиничка студија која опфаќа девојчиња помали од 15 години. Значи, повторно сме на несигурен терен. Експеримент во живо. Таа вакцина HPV важи 5 години. Ако вие го вакцинирате вашето девојче на 9 години, тоа значи дека таа вакцина веќе на 14 години нема да му биде нема да делува. Значи ќе треба повторно да се ревакцинира. Сега исто да прашаме тие сексуални контакти кога почнуваат, нели? Исто така да се запрашаме таа вакцина ќе не заштити само од 4 од 13 познати вируси кои што предизвикуваат рак на грлото на матката. Што е со оние останати? Значи ниту е целосна заштитата. Несаканите ефекти, колку што знам, мислам дека во Франција се повлече поради тоа што имаше неколку смртни случаи. Значи се покрена лавина на здруженија што во Хрватска е вака што следиме, значи во Хрватска, во Србија, во Словенија се дигнаа родители, се побунија против таа вакцина и за среќа не е обавезна сега за сега и се надевам дека нема да биде ни во иднина. Значи, тоа е она опасност од овие нови вакцини кои што воопшто не се тестирани, воопшто не се, значи не им се знае безбедносниот профил, а така лесно некако се пуштаат меѓу луѓето и за мене тоа е една голема грешка која што се прави. И тоа е еден експеримент кој што се изведува, сите сме ние некако заморчиња. Тоа е, мислам, тоа е еден голем проблем според мене. А сите оние вакцини кои што, да кажеме, 50-60 години наназад, нели, ги прима цела популација, исто така не можеме да кажеме дека се целосно безбедни, затоа што сме свесни за се поголемиот број на растечки болести, што автоимуни, што од друг тип, кои што не може науката да ги објасни. Значи, не може да ги објасни. И за Тоа не значи дека се од вакцините. И сигурно не би се согласила со делот околу тоа дека компаниите така лесно ги пуштаат истите во употреба и дека тоа треба да значи експеримент врз човечкото битие. Тоа не би се согласила. Сметам дека сепак постојат сериозни студии, сериозни држави, сум видела како работат и сум видела како го тестираат тоа и верувам дека секогаш кога нешто немате да го објасните од што се појавува, представува темна страна во едно семејство, тогаш ќе се најдат милион причини, вклучувајќи и вакцините. Имате тука многу фактори. Не би рекла дека секогаш вакцината е тој прв и прелиминарен фактор кој треба сега веднаш да се импутира за да се каже дека растечките болести се заради тоа вакцинирање. Мислам дека со сериозни фирми не би коментирала многу околу последните вакцини, бидејќи треба да помине временски период па да се види дали истите имаат ефект или не. Знам околу полемиките за свинскиот грип, бидејќи сум лекар на интензивна на клиника за детски болести, прва го примив по редот на нештата и не се, бев во контакт со многу дечиња кои што во периодот пред 2-3 години кога и се појави вакцината, навистина имавме доста пациенти и јас навистина и не го поминав, тоа бев постојано во контакт, тоа не значи дека зависело од мене, можда еве други како што велите, па биле вакцинирани на рубела, па се дошле во контакт, веројатно сериозен контакт од кој мајката се разболела. Тоа е исто така доста за полемизирање, но ова не е сепак тркалезна маса со лекари, па да го коментираме имунитетот на тие кои што при вакцинирање па повторно добиле, да кажеме, одредена болест од која биле вакцинирани. Тоа тука има доста работи кои треба да се опфатат од повеќе агли и не би го гледала тоа само еднонасочно и не би одела кон тоа дека тоа е патот само како што веќе почна да се размислува. Сепак сметам дека со сериозни компании, со сериозни држави кои сепак доста вложуваат околу тоа, не би го ставиле човечкиот фактор. Имате многу други работи во кои човечкиот елемент е поставен како експеримент. А зашто само за вакцинирањето го полемизираме ова? А би рекла исто дека доколку детето ви се разболи, давате одредена група на лекови за да кажеме го намалите температури или не знам да се соочите со сериозна бактериска болест, зарем тоа не предизвикува дополнителен кумулативен токсичен ефект? Предизвикува. Така да тука има доста работи кои се за полемизирање. Оно што јас како лекар сепак можам да го кажам од секојдневието и 23 годишното работење на педиатрија и доста престој во странство, значи сепак сметам дека искуството мое во голем процент е стекнато од Америка, од Австралија, каде што сум престојувала, Западна Европа, ги читам, ги следам и англиските, особено лондонските известувања, читам и за овие нус ефекти кои што сте ги спомнале, но сепак
сепак генералниот заклучок би ми бил дека не треба веднаш да се удри контра вакцините ако немаме некоја причина реална за одредена болест кога ќе се јави. А може ли да кажеме вака некако да закружуваме, пак ќе речем ова е циклус кој може и да потрае по прашање на оваа тема, бидејќи многу полемики и прашања се отвараат и остануваат недозатворени. Повторно би се навратила на тоа дека збунувачки е генерално за повеќето од нас се тоа, кај нас е обврзувачки да се примат вакцините според закон. Да. Сега го споменав тоа здружение кое накосо ќе го имаме во емисијата, кое сега се активира овде кај нас, само да се смени во принцип законот од типот да не биде облигаторски тој календар за вакцини, туку едноставно да се остави право на избор на родителот да одлучи дали да или не вакцина за детето. Ако ме прашате мене дали би се согласила, сигурно дека не би се согласила, мислам дека сепак прво како мајка разговарам сега и како лекар и како човек кој на вистина ќе се бори, пошто веројатно тоа им е улогата до крајот во однос на здравјето на децата, не само во нашата држава, и глобалното здравје. И ако и оле постои нешто што ќе ме и мене и мојот тим кој го работиме ова секојдневно или нашето здружение или генерално ако прочитам или добиам известие од здруженијата во светот дека постои размислување за вакцините да или не, прва би била што ќе го кажам отворено. Бидејќи секојаш транспарентно сметам дека треба да се игра посебно со здравјето на човечкиот живот, а такво известие немам. Така да јас моето лично, а и верувам дека и на мојот тим од педиатрија и на целото педиатриско здружение би било сепак размислувајте кога ќе се одлучите да евентуално не го вакцинирате детето, дека она што може, а сме држава која сепак и знаеме економски не толку моќна, да одредена група на болести многу лесно може да се возвратат, ќе не кошта многу повеќе отколку вакцинирањето. Вие ново прашање? Вие веламе на ова прашање? Токму околу Вака, правото на избор. За да не остане погрешно, една од главните работи за кои што се залагаме токму правото на избор, да ги измериме точно и јасно ризиците против придобивките кои што би ги добиле, а од друга страна за да не се свати погрешно, и денес постои сосем валидна законска можност според која може да не вакцинирате. Значи треба да дадете изјава конкретна, има закон за заштита на права на пациенти, има книги од Светска здравствена организација и слично, со кое што се на јасна изјава во која што покажувате дека вие не затоа што не се грижите, него затоа што максимално се грижите за своето дете, сте го одбрале тој пат, можете да не вакцинирате. А постои таа опција и може да... Апсолутно, и знам многумина кои што ја примениле, вклучително и јас. Значи, јас би сакала тука нешто да кажам, бидејќи како специјалист по фармакоинформатика и поготово за следење на несаканите дејства на лековите, да ви кажам зошто секој производител во опатството за употреба ги наведува несаканите дејства. Значи, тоа не го прави затоа што не сака нас, туку затоа што сака да се заштити себе. Значи, секое несакано дејство кое што ќе се појави кај пациентот после примање на вакцината, а го пишува тоа несакано дејство во упатството за употреба, значи го штити производителот да не одговара на никаков начин за тоа несакано дејство. Значи, он ти вика, јас сум навел тука дека може да се појави тоа, значи, твоја одговорност, ти си го примил. На таков начин, значи, лекарите исто така се заштитени, бидејќи на ист начин во упатството си пишува и јас се тука сакам да прашам кој ќе ги заштити пациентите. Значи, бидејќи производителот е заштитен, лекарот е заштитен, кој ќе го заштити моето дете? Јас дојдов до заклучок дека никој друг не може тоа да го направи освен јас. И затоа напишав такви изјави, ги потпишав, ги дадов под целосна одговорност, бидејќи ни јавниот систем може да ми гарантира за безбедноста на тие вакцини, ниту производителот може да ми гарантира. Значи, оставено е правото на избор. Јас така тоа го толкувам и си го земам тоа право на избор и одбирам да не ги вакцинирам своите деца. Секој има право на избор, што би се рекло, секој со своите ставови вечерови, со своите видувања на оваа тема и се разбира тема која пак ќе речам изискува уште средби и уште разговори. Јас се надевам дека барам колку толку вечера успеавме да успееме им одговориме на прашањата и дилемите на бројни родители или гледачи кои во моментов се интересираат на оваа тема од разните аспекти, доживување и преживување токму на вакцините, вакцинирањето и слично. И се надевам дека прво, како што рече доктор Софијанова, ќе ни бидат децата, нивното здравје и нивната иднина преценели пред сите нас и ќе размислуваме во тој правец да бидат на секој ден можен начин, колку што може да ги заштитиме од сето она што надворешно има влијание и да го одбереме вистинскиот начин
кој е тој за да се грижиме вистински за нивното здравје и за нивната иднина. Може јас нешто само да кажам, сепак ние лекарите, односно медицината не би постоеле доколку не постоиме ние да го заштитиме пациентот. Мислам дека наше е да го заштитиме пациентот максимално. Ви благодарам за вечерашното гостување. Пак ќе речем дека се надевам дојдовме до некакви барем одговори околу оваа голема дилема која има секој од нас и начнавме прашања кои ќе се одговараат во иднина. Имаше тука уште неколку кои ми останаа да ми висат околу хомеопатијата, дека се верува дека може да помогне да превенира, а дури може и поствакциналниот синдром да го реши. Да. Но може би тоа во некоја следна прилика. Ви благодарам уште еднаш за вечерашното гостување во Тунел. Ви благодарам што бевте со нас.